Денес, директно и конкретно, in media res, за лакомоста и претензиите на нашите соседи, кон нас македонците и кон нашата татковина и родина Македонија. И веднаш, кој сеја негира Македонија како посебна, независна, самостојна и слободна држава? И не само тоа, туку ја посакува за себе. Бугарија го негира народот македонски и не го признава јазикот. Грција пак не го признава името. Ама затоа преку него и идентитетот македонски и целата наша култура. А Албанија? Таа е лакома за нашата плодна почва, сака да ни ја одземе територијата, преку некаква си автохтоност на албанскиот народ и негово исклучиво право на македонската територија. Србите се нешто помеки. Се трудат да ги надминат апетитите од минатото, па од време на време ќе не навредат со епитетот бивша Југословенска република, како да не опоменуваат дека духот на Милошевиќ е тука и само што не се сретнал со Мицотакис и Самарас, за да на маса и на салфетки ги исцртуваат новите граници на Србија и Грција. Овде, на сите лакоми соседи и на нивните претензии кон Македонија им се спротивставувам со големото не, кое што Григор Прличев им го изрече кога сакаа да го погрчат. Мајка Македонија многу е ослабната, откако го породи великога Александра, од кога ги породи светите Кирила и Методија. Од тога мајка Македонија лежи на своето легло ужасно изнемоштена, совршено примрена мајка што родила великога сина. Но дали ќе може да роди и друг? Затоа толку ретко се на светот великите мажи. Цели просветени држави во текот на 50 години едва можат да произведат еден велик маж. И повторно во продолжение. Зошто злонамерните соседи, некои повеќе, други помалку, се толку посесивни и алчни за Македонија? Жензифовски кажано, бидејќи над неа космосот е црква, небото е таван, а ангелите ги палат звездите како кандила на небото. И кој не би посакал да го поседува тоа? А космосот, небото и звездите низ историјата од Македонија направиле музеј. Македонија е музеј, музеј на отворено, музеј на сите времиња минати и музеј за сите времиња идни. Сите нив, времињата, ги восприемаме преку зеницата наша. Во тој контекст мудриот Венко Андоновски ќе запише дека Македонија е нашата зеница преку која спознаваме историјата. Дека е археолошки бисер, дека е земја со древен запис, кој постојано го растајнуваме и спознаваме. Ние македонците и сите добронамерни пропатувачи и патописци. Ете, меѓу другото зашто ја посакуваат Македонија. Затоа што е име со моќен и магичен звук, име на земја и народ со голема традиција и славна и крвава историја. Македонија неизбришлив печат во меморијата на светот. Име откривано од древни поети, мудреци, митолози, археолози, патописци, апостоли и пророци. Храбриот македонист и поетот македонски Евтим Клетников не подсетува дека од Македонија кон западот, со космополитска љубов и божествена светлина, тргна невозаветното христијанско послание што и го упати на Европа свети апостол Павле. Со македонската Лидија тој основа првата христијанска црква во неа. Во Македонија беше напишано едно од 4 евангелија на Новиот Завет, она на апостол Лука. Од тука, 9 века по Христа, тргна и мисијата на светите солунски браќа Кирил и Методи, која го запали огнот на словото кај словенските народи. Македонистот запишал дека Македонија е Катана Мунди, копчата на светот. Има ли поголем архитепски атрибут за Македонија? Секако дека не. Никој не одминува Македонија и од причина што таа е на патот на свилата и е еден специфичен цивилизацијски центар на светот. Покрај свилата и златото, тука минували апостолите со своите духовни вредности. За жал, постојано во налет биле и коњаниците на злото, завојувачите на мирното и кротко население на Балканот. Затоа, на овие простори наизменично се испреплетени културата и варварството. Едни граделе мостови, други ги рушеле. Паметните и добронамерните склопувале познанства и создавале соработка, злобните и крволоците предизвикувале судири и војни со раселувања и прогони. И се така, од давнина до денес. И сигурно затоа, македонскиот поет Анте Поповски, великанот на пишаната реч македонска, во своја песна ќе испее дека коските во земјата што ги откопуваме со секое археолошко откритие се букви на нашиот македонски запис од давнината.
Да не заборавиме дека Македонија била и трговска, но и воена сообраќајница и дека кај нас поминувала римската Вија Игнација, која од запад кон исток оди од Драч во Албанија, низ Солун и преку Тракија до Константинопол. Кога ги посетуваме нашите цркви и манастири, сите гледаме дека тие се полни со свети војни и ангели, чија оружје брани божественоста на постоењето и човековата лика. И повторно, македонистот Клетников ќе воскликне дека тие се полни со златото на словото и духот. И затоа Македонија е име со моќен и магичен звук, име сочинето од древни легенди, песни и ора со чудесни везови, резби, мозаици, икони и фрески. И ете зашто Македонија е земја неисконска, првородена убавина на природата. Таа и денес изгледа толку невина и чиста, како што беше на првиот ден на создавањето свое. Едноставно Македонија е нашиот кристал, бисер и рубин. Од нив и доаѓа раскошната убавина на македонското поднебје, засекогаш насликано на македонските фрески во кои светците како да се ракуваат со македонските лебородни ниви, овоштарниците со јаболка, сливи и круши, со оризовите полиња и со лозниците од лозите на македонските лозја. Ниту еден туѓоземјанин, намерник или патописец што поминал низ Македонија не останал рамнодушен. Сите тие во своите записи ја запишале неизмерната убавина на нашата древна Македонија и народот македонски. Сите напред наведени вредности, духовни и културни на Македонија како да ја даваат аура на светост и длабок невиниско. Од нив искаен митскиот спокој на македонскиот пейзаж, сочинет од каменот, водата, ветрот, светлината, полето и планината. Едно од друго извираат и едно во друго се влеваат. Во нив и од нив е родена идејата за македонското национално освестување. Тоа е разгорување на пламенот и разбуктување на огнот на националниот дух, кој ќе ги породи великаните на уметничката пишана реч: Константин Миладинов, Рајко Жензифов, Ѓорѓе Пулевски, Григор Прличев, Крсте Петков Мисирков и другите нивни истомисленици. Тие ќе ги нахранат и напојат со љубов кон татковината и родината Македонија, генерациите нивни современици и генерациите после нив, кои пак ќе започнат борбата за македонската државност. Иако идејата за македонска државност во историјата се појави и е присутна уште од поодамна, сепак таа почна правно и политички да се оформува и изградува во втората половина на 19 век. Најконкретно, незината реализација започнува со Разловечкото и Кресненското востание и со политичките акции на Македонската лига и на привремената влада на Македонија. Овие востанија се кренати, а политичките активности се придвижени во рамките на источната криза во период од 1875 година до 1881 година. Од тогаш ги имаме востаничкото знаме на Разловечкото востание, пијанечката привремена управа, устројството на Македонското востание од 1878 година, печатот на началникот на штабот на востанието, војните правила на Македонскиот востанички комитет од 1879 година, уставот на Македонскиот востанички комитет од 1878 година, печатот на привремената влада на Македонија и на командантот на македонската војска од 1880 година. Генерациите македонци, кои во овој период ги започнаа борбите за македонската државност, изникнати, проникнати и вткаени во името на земјата и територијата, со векови ја населуваа ја нивните предци, чувствувајќи се како македонци. Се поврзуваа со светлата историја и вековните традиции на државата на Самуил во средновековието и старата македонска држава од времето на Филип II и на Александар III. Врз оваа основа, тогашните генерации македонци, именски, културно, духовно, правно и политички ги разграничи интересите на својот народ македонски и на својата земја од околните балкански народи, подоцна и држави – Србија, Бугарија, Грција и Албанија. Така се поставени историските бариери, правни и политички, против претензиите на своите соседи, без разлика дали се состојат во завземање на територија, подчинување и асимилација на население, или нашата денешна судбина, разнебитување на јазикот и културата.